Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Тавординација. Оваа емисија започнуваме со изјавата на министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, која во најава соопштува колку социјални услуги се спроведуваат на територија на целата држава, но од пред некој ден социјалната услуга нега за старите во домот е достапна и во Струмица. Гледаме изјавата на министерката Тренчевска. Денеска ми е особена чест и задоволство што сум присутна овде во мојата драга и родна Струмица, со цел да ја дадеме лиценцата на отворено срце за спроведување на услуги во домот и со што оваа услуга за стари лица и за лица со попреченост станува достапна и во општина Струмица. Во изминатиот период имав можност да посетам корисници на услуги за помош и нега во домот во неколку општини каде што веќе услугата е достапна и да ги видам среќните лица на корисниците на овие услуги и професионалните негователки кои што ја даваат оваа услуга. Навистина, среќата која што зрачеше од лицата на корисниците, нема зборови со кои што може да се опише, затоа што ја добиваат услугата во домот, во нивната природна средина, ја добиваат услугата и поддршката за која што сами не можат да ја добијат. Оваа услуга за помош и нега во домот е поврзана со социјалните реформи кои што Министерство за труд и социјална политика ги реализира од 2019 година наваму. Сето ова ни дава силна мотивација да градиме партнерства, цврсти партнерства со општините, со установите, со организациите, како и силна волја да продолжиме со реализација на социјалната реформа. Проектот за подобрување на социјалните услуги е еден од инструментите за спроведување на социјалните реформи. Бенефитот од овој проект е повеќе кратен. Од една страна, поради проширувањето на достапноста на услугите ширум земјата, се подигнува квалитетот на живот на граѓаните. Но од друга страна, директно влијаеме на намалување на сиромаштијата затоа што преку спроведување на ваквите услуги се вработуваат тешко вработливи лица и лица кои што се дел од ранливата категорија на граѓани во нашата држава. Од друга страна, подеднакво значаен аспект на социјалната реформа е децентрализацијата на услугите и вклучувањето на надворешни партнери, тоа се установите, организациите, како и општините. Никој подобро од самите општини не ги знае потребите и проблемите на граѓаните на локално ниво. Па така тие како наши партнери заедно со установите и организациите посветени одговорно ги смислуваат проектите како услугите да допрат најмногу до оние на кои што им требат. Успехот на овој проект се должи на тоа што Министерството гради долгорочни партнерства кои што овозможуваат реални решенија за реалните потреби на граѓаните со фокус на најранливата категорија на граѓани. Сакам да се заблагодарам на општина Струмица, на администрацијата во општината Струмица, на градоначалникот. Сакам да се заблагодарам на установата Отворено срце за посветеноста и да им посакам успех во понатамошната работа. Убедена сум дека со нивната работа, со професионалните негователи, кои ќе се грижат и ќе пружаат помош на нашите сограѓани, ќе создадеме многу задоволни корисници во Струмица. За крај би сакала да потенцирам дека Министерството за труд и социјална политика преку проектот за подобрување на социјалните услуги има склучено договори со 22 општини каде што се спроведуваат вакви социјални услуги насочени кон старите лица и кон лицата со посебни потреби. Покрај услугата во домот, исто така во дел од општините се отворени и центри за лица со посебни потреби, се отворени центри за стари лица и центри за рехабилитација и реинтеграција. Преку посветената работа на општините кои што заедно со давателите на услуги аплицираа на проектот, како и со негователите кои што се всушност лицето на услугата, од овој проект навистина очекуваме одлични резултати.
Од една страна бенефит имаат старите и изнемоштени лица, лицата со попреченост, од друга страна граѓаните кои што добиваат вработување со преку реализација на овој проект и на крајот бенефитот е на целото општество. Колку трипартитниот договор на општината со секторот кој што ќе ја дава социјалната услуга, како и државата, е значаен и треба да продолжи во континуитет да дава плодови. Слушаме од изјавата на првиот човек на општина Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов. Денеска навистина е посебен ден за Струмица. За прв пат добиваме лиценцирана установа која што ќе дава социјални услуги и нега на стари изнемоштени лица во домот, што е барање на граѓаните. Ако во минатото сме зборувале со прашалници што значи симбиозата и соработката помеѓу локалната и централната власт во партнерство со приватниот сектор, со невладините организации, денес тоа ни се случува. Трипартитниот договор помеѓу општината, Министерството и социјалната установа е всушност плод на таквата симбиоза. Очекувам дека во иднина и убеден сум, уште многу такви проекти, уште многу такви принципи на работа ќе се случуваат во општина Струмица, имајќи во предвид силната соработка на општината со Министерството за труд и социјална политика. И на крајот на денот едно нешто е најважно. Срекни граѓани, силна општина и силна држава. Токму тоа денеска го правиме и во општина Струмица. Кои услуги ќе бидат понудени на старите лица и како ќе тече постапката за спроведување на негователи во домовите, слушаме од изјавата на директорката Стефанија Манасиевска во продолжение. Како приватна установа за социјалната заштита, исто така располагаме и со дом за сместување на стари лица, каде во соработка со многу локални чинители, вклучувајќи и општината, реализираме многу активности во насока за подобрување на условите за долго живење на старите лица. Исто така, ПУС за Open Heart Струмица активно работи во обезбедување на социјални услуги, помош и нега на стари лица во домашни услови, интеграција и хабилитација на возрастните лица. Програмата на целите на Центарот за помош и нега на стари лица во домашни услови Open Heart е во согласност на локалната стратегија на социјална заштита, социјалниот план на општина Струмица за стари лица и социјалната стратегија на национално ниво. На оваа намена спроведовме со општина Струмица истражување и мапирање врз основа на која е подготвена анализа за потребата од услугата помош на нега на стари лица во домашни услови. Организирани се повеќе настани и заеднички активности во насока на полесен пристап до услугата кои им се потребни на старите лица, без да го напуштат своето место на живење. Работевме на посета на 60 стари лица со пилотирање на основни услуги за помош и нега. Во соработка со Црвен крст Струмица реализиравме обуки на 20 сертифицирани негователи, како и заеднички активности во мапинг на старите лица на кои им е потребна помош во домашни услови. Центарот за помош на нега на стари лица Open Heart Струмица е сервис за домашна нега и грижа на стари и немокни лица од страна на сертифицирани и професионални негователи. За секој оној кој не е во можност да се грижи и функционира самостојно, но не сака да биде сместен во институција, туку сака грижата да ја добива во удобноста на својот дом. Основната цел на Центарот за помош и нега на стари лица е да се подобри пристапноста и квалитетот на силни социјални услуги, помош и нега на стари лица во домот, 80 часа за корисник, што ќе им се понуди на 60 стари лица со навршени 65 години живот. Преку реализирање на активностите, планирање во остварување на основната цел и систематски ќе влијат на намалување на проблемите и решавање на истите преку развој на локални социјални партнерства меѓу засегнати страни на заедницата. Услугата помош и нега во домот се обезбедува со вкупно траење до 80 часа месечно во зависност од степенот на намален функционален капацитет на корисникот. А без негователите, услугата, социјалната услуга нега на старите во домот нема да биде значајна ако ги немаме негователите. Слушаме изјавата на една од негователките од Отворено срце, Јасмина Поповска. Јас сум Јасмина, обучен сертифициран неговател за нега и грижа на стари изнемоштени лица во Центарот Open Heart. Мојата мисија е хуманоста. Желна да помагам. Оваа професија беше голем предизвик за мене. Желбата ја реализирав токму овде во Отворено срце. Обуката ја завршив во Црвениот крст, каде се стекнав со теоретско и практично знаење за сервисирање на услугата помош и нега на стари изнемоштени лица.
со кој верувате дека е големо задоволство да се работи, да се има слух за нивните потреби, да им се дарува љубов, грижа, достојна почит. Сето тоа тие го сетуваат и го возвраќаат со љубов. Карактерот е алатка на природата која ни дарува или љубов или омраза. Наша е мокта да одлучиме кој импулс ние ќе го следиме. Посебно сакам да со задоволство потенцирам дека ние како институција континуирано овозможуваме перманентна услуга за одржување на здрав домот Отворено срце во текот на година и во нивните домови, фокусирајќи се на физичкиот, менталниот, социјалниот, емоционалниот, односно комплетен третман. Почитувани, убаво е да знаеме суштината на животот со цел да бидеме нечие сонце во облачен, тмурен ден, зашто верувајте, нема поголем човек од оној кој се наведнал да помогне. Во продолжение ги слушаме изјавите на министерот Беким Сали за стратегијата, односно Фондот за здравствено осигурување, дека не кубари со финансиски средства, но реорганизација во фондот е повеќе од потребна. Актуелниот сега за надворешни Бујар Османи, претходно бевте и председател на управниот одбор во Фондот за здравство. Како стоиме финансиски во Фондот на здравство за ажурирање на потребите во здравствениот сектор? Има ли пари? Значи, вака, морам за да има лек, треба да има пари. Многу е битно да постои лекот и начинот на функционирање на целокупниот систем. Значи, сообраќајот мора да биде регулиран за да имате возила во сообраќајот. Не е многу битно дали има возила во еден град доколку не постои добро организиран сообраќај. Сметам дека моја одговорност е сообраќајот да го организирам. Во делот на возилата, односно на парите, тука е фондот и владата која што обезбедува средства доволни за да функционира сето тоа. Во изминатиот период, според тоа што имам скромно искуство во фондот, гледам дека има сосема доволно средства, меѓутоа организацијата треба да се поправи. Значи, ние имаме случаеви, конкретно ќе кажам, имаме случаеви кога ние ги повторуваме анализите безпотребно. Во еден град обавени анализи, во Скопје, како што асоцираме, во Скопје повторно анализи. Значи, сето тоа снимање, лаборатории, рентгени, магнетни резонанци, сето тоа е трошок. А ние тоа го повторуваме затоа што не го гледаме во системот, ние како вработени, не го гледаме во системот и тоа го повторуваме затоа што нам ни треба. Не дека лекарите не работат својата работа, значи не ми е целта тука. Системот овозможува протекување на парите каде што не треба. Моја одговорност и на менеджмент на секоја институција е да тие средства ги задржиме во системот и да протечат таму каде што треба да биде. И за крај завршуваме со COVID-19. Министерот за здравство Беким Сали вели дека под 50% од населението е вакцинирано, но дека околу 75% од населението е со прилежан COVID-19. Можеме ли да сметаме дека сме имунизирана популација? Некако се наметнува COVID темата што на почеток ја кажавме, па би сакал тука збор два да кажеме околу вакцините. Во моментов имаме и повеќе од колку што ни се потребни вакцини, но интересот е речиси нула. Дневно колку се вакцинираат, министре, со вакцините против COVID-19? Имате информација? Знаете дека последна активност ни беше мобилните екипи кои што се движеа во 14 локации. Се до тој момент имавме околу 1500 до 2000 ново вакцинирани неделно. Со таа кампања достигнавме до бројка од 3500 неделно.
Сметам дека кампањата си ја заврши својата работа, имаше позитивен одзив, незадоволителен, меѓутоа имаше позитивен одзив од граѓаните. За жал, значи ние како држава сме снабдени врз основа на нашите проекции за таа бројка од 70% вакциниране, кој што ни беше цел за заштита на Да, во моментот таа бројка е под 50, негде над 46. 46% сме официјално вакцинирани. Знаете, серолошката анализа која што ја направивме, испадна дека нашите граѓани се над 75% имунизирани по природен пат, со прележување, што ни дава некој комфорт дека можеме да сметаме за имунизирана нација. Со оваа изјава на министерот Беким Сали го завршуваме денешното издание на емисијата. Останете и понатаму со Канал Вес. Од мене до гледање.